Како што може да приметите, може да видите дека сум во многу убава природа. Решив да ви го презентирам овој убавец позади мене. Можете веќе да го препознаете. Мојот љубимец Suzuki V-Strom 800 RE. Нема многу да губам време да го презентирам со технички карактеристики, но сепак мора малку да го презентирам малку главните карактеристики. Има 776 кубни сантиметри, произведува 61 киловат, односно 83 коњски сили. Има 6 степен мануелен менувач со quick shifter. Ово е верзија RE, а има и DE, тоа е малку по адвенчер, малку за вакви нерамни терени. Разликата не е многу голема, агрегатот е ист, ветрообранот се разликува, на DE е малку помал ветрообранот. Предното тркало е 19 инчи со 110-80-19. Фабрички доаѓа со Dunlop гума. Позади исто има Dunlop гума, големина 150-70-17. Ауспухот има две цевки, има два цилиндра, значи не е V агрегат. Прв пат Suzuki вади V-Strom што не е V агрегат, но quick shiftот, камшафтот, значи камшафтот е 270 степени, брегастата, и исто како да е 90 степени. Знаете дека 360 е кругот. Значи, само цилиндрите не се во V, туку се паралелни. Доаѓа верзијата RE, доаѓа без оваа заштитна решетка, доаѓа на радијаторот. Должината на вилјушките ви е 180 сантиметри, додека верзијата DE е 220, ова растојание, 220. Значи малку е повисока, гумата е 21 инч, има Nissin со пирачки од двете страни, два диска, како што гледате. Сопирачките се многу добри, многу добро кочи, нормално со ABS, филтерот за улје, ето го таму, и ова е уљна некоја разлага пумпа, убаво ја го врти улјето и го лади. Suzuki така одлучил, ако мисли дека е така, така е. Suzuki е докажана фирма, не прави еден моторцикл, илјадници милиони има направено. Резерварот собира 20 литри и тоа е доволно за некаде околу 360 до 400 километри, зависно од потрошувачката, од брзината. Мотористот колку сака да даде малку на гаста. Позади има 260
мм диск, исто со Nissin, клипче, едно, кое многу добро кочи исто, можем да се пофалам, дека сум возел и други мотори, ама не кочеле така. Напред има подесива вилишка, значи уљна, подесива, од цврстина, најверојатно. Можете да видите. Тоа е за цврстината. Позади, исто така, има подесив заден моношок шова амортизер, има и федер и подесив за цврстината по висина. Значи, може позади да се подесува во зависност од товарот, тежината, зависно од тоа колку патници се возат и од товарот кој што го носи моторциклот. Друго, има ТФТ LED екран од 5 инчи, 5 инчи, кој што има 3 мода на возење. Сега ќе ви покажам. Ова е traction control, ова е A, B и C мод и ова е ABS 1, 2 и 3. Значи во зависност од местото на возење, на асфалт или на неасфалтирано место, се исклучува traction контролот за подобро управување и ABS-от се исклучува само задното тркало. А модот ви е најбрз, најстартен. Максимална брзина на овој моторцикл му е 202 км на час. Има верзијата што е со DE верзијата, Enduro што е за Adventure, е со жичени фелни, а ово е со алуминиумски лиени фелни. Тоа е разликата, горе-доле не е некоја повисок е малку, тој DE од овој RE, моторот му е исти, многу лесно се управува, тежи 223 кила овој, тој другиот мислам дека околу 7 килограми, 230 кила има, килограми. Тој доаѓа со краш барови и заштитно овде решетка. Но фабричката не ви ја препорачувам, затоа што е пластична. Може да се порачаат од други, има оригинални додатоци кои што се докупуваат. Оваа верзија нема централен штендер, додека DE верзијата има централен штендер. Околу 150-160 евра е да се докупи централен штендер со местење. Битно е централен штендер, зависи од местото каде може да се постави, да се паркира моторот и за
ситни оправки на ланецот и други работи, треба да се подигне задното тркало, значи задолжително е да се подигне. Иначе овој доаѓа со преносот е на ланец, како што гледате, quick shifter. Сега ќе кажам околу некои муабети, зборувања што слушам во интернет. Од лично искуство ќе ви ги представам дека нема некои посебни лоши забелешки, како што зборат дека прегревал. Не е точно. Водата кога ќе дојде од моторот, агрегатот до хладњакот, се загрева нормално хладњакот и достигнува до кај 100-101 степен, но водата од хладњакот кога ќе префрли во моторот не е 100 степени. Знаеме дека водата врие на 100 степени, тоа не е добро за моторот, но водата во моторот не е 100 степени, туку водата во хладњакот може да биде околу 100 степени. Затоа некои се жалат дека чувствуваат топлота кога ќе уклучи вентилаторот. Но еве јас лично искуство не чувствувам никаква топлота. Тоа е нормално, например во градска возња, тогаш само осеќам малку топло, но тоа е нормално кај секој моторцикл, кај било кој. Значи било која марка моторцикл нормално во градски услови да загрее хладњакот, да уклучи перката. Тоа е нормално и од воздухот што го влече, го издувува на назад и нормално е да малку видува, но тоа е подносливо, не е нешто кој знае што. А иначе во услови на автопат, на возња, нема никакви проблеми. Температурата се стои на 84-85 степени, значи константно се стои 84-85. Си има ладење воздушно од дека што оди моторциклот и топло ви го препорачувам. Моторциклот е сон. Друго не знам што да ви кажам. Лесно за управување, лесно за сервисирање, лесно за се. Тоа е сега за сега. Се гледаме во некое следно видео. Може би со некој друг моторцикл.